Се разбудив, се ококорив. А утрото беше сончево, сонцето ми влагаше директно во во очи, пошто немам завеси, си ги зема жена ми завесите, мајка и ги купила за мирас. На надкасната ми стоеше стариот часовник Ракета, што го добив од другарот Елцин во 94 година. Елцин да беше пијандура и као збореа дека е американски човек, ама да ви кажам и тоа не беше лош. Не штедеше на нас заспаниве шпиуни по Балканот. Нема лош пијаница, посебно ако пие водка, викаат. Има само побудала. А часот беше 8 и како што реков, сонцето со своите зраци ми го галеше газ овој лицето. И што би рекле моите камаради од тајната руска келија, македонец ми вика кажи 8, ја кажав 8, а тие во еден глас на кур да те носум. Моите другари шпиуни од ФСБ, нели, по Балканов спијачи ко мене. Тоа носум ми беше малку струмички, додуше кој ми го кажа, викам што имаат врска рускиве агенти со струмица, па ми беше малку непријатно, бидејќи знаев дека некои струмичани се обучувани од калето и жабарите се, незгодно. Лошо ако се сретнеме со тие па агенти, струмичани што се под калево па обучувани. Може да се случи нешто непредвидливо, да ги извајме кубурите и толку да биде. Ама тие уште ги бројат еврата за црквата, така да до средба тешко дека ќе дојде во скоро време, да не се плашите. А со ова рубљиве, да ви кажам, ми е многу полесно, помалку се некако. Инаку, јас бев спијачки агент уште од 1995-та, кој не знаел. Сега можам више да откријам некои информации за себе, откако на повидок е воскреснувањето на новата руска империја, откако е на повидок падот на социјал-демократскиот сојуз, откако е повидок, нели, падот на американската империја. Знам дека всушност, сака да ви кажам дека КГБ се распадна, но всушност КГБ никогаш не се распадна. Само, како да ви кажам, стави ново руво. Се реформираше на некој начин. И сега тоа што се реформираше си е ФСБ, ако некој не знал, но тоа е практично КГБ. Извинете, кој не знае, до сега сум се представил неколку пати, но кој не знае, пак ќе се представам. Ја, секретни агент Путиња Куров. Нели, јас сум тајниот агент на Путин за Балканот, единствен, избран лично од него, со указ од него подпишан. Моето целосно, нели, кодно име е, целосното име ми е Саша Напучеев преку Куров. Кратко, кодното име ми е Куров. Етнички македонец, тајан шпион на Кремљ, Пјонгјанг, Хавана и Хараре. Ова Хараре ми го додадоа за да можам да земам К-15, зашто по рускиот разузнавачки закон мора да држиш 4 опции за бази, за да примаш полна плата во рубли и 2 пати годишно К-15, од кој едниот можеш да го трошиш кај сакаш. А едниот нели само во хотели на Крим. Тоа се еден вид бонови, не рубли, исто као на Дзинго на времето на Кратовчани што им даваше. Па додуши он беше шпион и социјалист, мислам голем социјалист. Малку ме ебеше ова кодново име, нели, кога јас отидов во Хараре и тамо се запознав со мојата конекција или врската, една црнка така од 2 метри, ринглите луѓете веска. Абе, со тоа брадавиците очите ти извади ако ти се доближи вака таа од Хараре, црнката. И таа ми вика, мене ми се представува, пошто знаеме шпиони сме и у такви ситуации мораме по кодно име да се представиме. И она мене ми пружа рака и ми вика кодно име Длабока Шкољка. Ја ја викам кодно име Куров. Леле женава која слушна Куров. Леле луѓе.
Абе, падна од сменјато, а брадавиците кои се на Острија, луѓе, комо оливчиња. И викам, Амор, што ти е смешно? Вика, па вика, извини што се смеам на твоево кодно име, господине Куров, но вика, кодното име на шпионот од Србија е Кура Ципо. Да не сте роднини нешо? Не бе, викам, какви роднини, оне регрутирам покасно од како НАТО ја бомбардираше Србија, јас сум стара, викам, руска школа на КГБ. Шо шпионираш бе кај тебе во Македонија, ме прашува, нели, ова колешкава длабока шкољка. Викам, остај се, влажна шкољко, длабока шкољко. Имам многу работа, викам, многу работа имам. Ме погледна и ми рече, знам дека има многу работа од длабока за да стане влажна школката. Ама не те прашав за тоа, туку кого шпионираш, ми вика, во Северна Македонија за Руската Федерација. Налутена дека и го сгрешив кодното име во сексистички контекст, па затоа рече Северна Македонија, демек да ми врати. Аха, окей, викам, извини, иако немав ништо против од длабока да стане влажна шкољка, нели, како што викаат кумановци, која пробаја, вика, црно, не се е врвно, така викаат кумановци. Ја имате оваа пословицава и на англиски. Ја има украдено Кристофер Колумбо од еден наш кумановец кога го најмил да му кисели зелка на галијата со која ја открил Америка. Само многу лошо звучи, нели, ова кажем на шпански. Вака би звучало: кој проба црна змија, хемороидот му го скина. Така нешто отприлика, многу глупо. Туку да се вратам на мојата колешка длабока шкољка и викам, ме прати лично Владимир Владимирович Путин да откријам што све има украдено оној до премиерот Артан Нежнио и неговите doing business, а кај американците и калето пријавуваат дека русите се криви. Аха, знам за тој, вика, тој оној што нешто као преведувал во таа жолтата куќа кај што се вадеа органи, се препродава органи, тоа беше нешто со него поврзано така. Да, викам, нешто имаше така по медиуми, вика, да. Штета, вика, за таков хуман човек што лаже дека русите се криви, ми рече длабока шкољка и продолжи. Инаку да ти кажам, вика, господин Куров, сестра ми има кодно име Тесната шкољка. И она, например, работи за калето со американски пасош. Ау, си викам, браво бе, па вие сите длабоко навлезени во проблемот со обвинувањата дека Русија крива за се. Што ми имате шпион во калето? Што ми имате шпион во калето? Мора да се дружиме. Ми вика длабоката шкољка. Ја мора да те држам тебе, Куров. Ти мора да си внесем во моите тајни на длабока шкољка, за да можеме да си имаме бенефит од соработката. Јас само ја погледнав и реков, важи, само ти држи ме. Само ти држи се за Куров, мислам, до Куров, на Куров. Не е битно. Држи се за Куров. Сакам ја соработка со длабоки влажни шкољки, агентки. Така ја по наредба на Владимир Владимирович Путин во соработка со длабоката и влажната шкољка од Хараре, Зимбабве, исто како во новиот Джеймс Бонд го разоткриваме Артанчо Нежнио и неговите обвинувања дека Русија крива за се што они газда Али го товареле магарето. Сите податоци се во тајната база на Кремљ и ќе му бидат бапнати на маса на Бајден од страна на Путин, која ќе седнат да договараат разврската од Украина. Еве ти ги твоите сојузници ќе грмне Путин, која ќе му ги фрли на маса досијата на Артанчо Нежнио и Али Соравија. Не разговарам веќе со тебе. Сулјо, ќе му рече Путин на Бајден. Сулјо! Не разговарам веќе со тебе. Викни го Трамп, каде е Трамп? За жал, Трамп веќе беше наместен со широката шкољка. Тоа е третата сестра која работеше за Белата куќа како таен спиечки агент во овалната соба. Сега и неговите јајца се во нашите руски раце. Затоа гледате следната епизода, драги мои следачи и фанови на Прекутасевски шоу. Гледајте, ве молам, следната епизода со тајниот агент Саша Напучеев преку Куров с коднием именем Куров или само Куров.
единствениот таен агент македонец во светот, кој во еден ден пробал и длабока, и тесна, и широка шкољка. А ја уствари од секојаш сум бил и поморската храна. Дојде прочка и помина. Вела дека само Господ простува, ама некако читајќи ја Библијата констатирав дека Дедо Боже или Аллах или Буда, кој да е, или ако сакате наречете го врховното суштество, фактички остава за после, а не простува. Така според Библијата им го нашол крајот на илјадници кои ја заебале работата. А ѓаволот кој треба нели да е на оној лошиот, некако е тенок со резултатот. Неговите се бројат на прсти. И некако кога ќе се случи лоша работа, која го погодува некој кој според јавноста се огрешил од Божјите, но од земјите закони и заповеди, истата таа јавност тоа го нарекува како карма или Божја казна. И сите го споминуваат Господ, ете Господ ќе му врати, ете гревот не се заборава, ова му е поради ова, поради она. Некако сите се повикуваат на Божјата правда, нели ако ја има воопшто во универзумот. И никој тука не го споменува ѓаволот или Сотоната или Луцифер, ако сакате, оној лошиот тип со кој нели другарувате кога правите лоши работи на штета на својот народ и државата. Намерно реков на штета на себе, затоа што не постои криминалец и предавник кој мисли дека лошите работи си ги прави на себе. О не, Боже, пази, нема таков. Криминалците или се убедени дека се најпаметни, тоа се оние социопатите кои веруваат во тоа што го прават, или се сребролюбци, кои мотивирани од парите и моќта велат, а уште овој пат, не е страшно, а уште овој пат и така додека длабоко не заглават во криминал и предавство. Или во комбинација од двете состојби. И после на прочка објавуваат обично религиски извинувања од типот Господе прости ме ако сум сгрешил, убедени дека со 100 кила катран и пилешки перија на себе се перат со ладна вода, нели, од црква. Се перат ако имаш на располагање 1000 години да триеш ко ненормален и да останеш без ногти, ама во реално време да ги испереш гобнариите ти треба малку повеќе труд отколку еден пост на прочка. Некои од големите апаши и битанги одат дотаму што собираат пари за црквата. Нели ви е познато оној лик, еден капиталец кој што вежбаше аритметика во еден документарец, па после со дел од тие пари нели ги подкупи судијата, па стана премиер, па останатото е нели историја. Тоа е во тие кои Господ ќе ги третира со одложено дејство. Освен ако земјината правда не ги собере како ураган топтан па да ги отфити за сите гревови кон својот народ и држава. И за парите нормално. Дел од тие големи верници градат цркви каде што ги градуваат нели дел од своите пари украдени од својот народ, мислејќи дека така ќе си ги избришат гревовите и ќе си ја смират совеста. Што нели по времето на транзицијата си ги присвоиле фирмите, отпуштале работници, станале милионери, си ги презеле овие бизнис конекциите со странските земји што ги имала фирмата кога не биле собственици на неа. И сега мислат, после 20 години и направени 500 милиона или милиарда евра, дека сега ќе направам една убава црквича и така ќе се отфитам кон Господ, Господ ќе ми прости и совеста ќе ми се смири и ќе можам барем една ноќ да преспијам убаво и мирно. Гревот бара жртва, а жртвата не ја бираш ти, туку пак некој трет. Дали било тоа карма, Господ Аллах или случајност, мислам, што реков сега, случајност. Да, дали знаете дека Божјата правда има и уште две имиња? Едното е случајност, а второто е поблиску до првово и се нарекува судбина. Но судбината е некаде помеѓу случајноста и Божјата правда, така да никогаш и не се знае што е што. Оставено е на народа да толкува, дали ако крадеш или лажеш или си предавник ќе те стигне Божја правда или случајно ќе наебеш, или судбината ти било пак да наебеш. Овие кај Буда велат карма. Ако усереш нешто, кармата ќе те стигне и готов си. Тука имаме проблем. Ако кармата трга да сјебе све што, нели, е должно оваа северна вокоебина, па тоа ќе биде погром, бе. Тоа ќе биде апокалипса. Многумина уживаат овде во плодовите на предавството, многумина се обогатија поддржувајќи го предавството. Цела една елита, групација на луѓе нивни поданици. Ајде да видиме дали ова воопшто функционира. Еве еден глуп пример.
Германците во Втората светска војна ја поробија цела Европа и дел од Африка, убија милиони луѓе директно или во концентрацијски логори, ја изгубија војната, дали беа казнети? Не! Напротив, Америка им го спроведе Маршаловиот план, ги крена од пепелот, повторно ги направи светска економска сила, ги собра пола нацистички водачи и повеќе, што беа во режимот на Хитлер, што учествуваа во разни воени злосторства, ги собра како научници, како шефови на Гестапо, си ги извлече во Америка, им даде тамо работни места во НАСА, во ЦИА, во МИА, по разни други институции, големи фирми, директори, General Motors, ова, она. Нема карма, бе. Нема Божја казна. А судбината им се наклони. Затоа што им се наклони Америка. Америка ви доаѓа како судбина. Според разни податоци кои можете да ги најдете на интернет по завршувањето, по ослободувањето на Германија 45 година, советските трупи вика ја силувале 4 милиони германски жени, а сојузничките, за кои податоците неуспешно се кријат, од прилика уште толку силувале. Значи, самото злосторство кој германскиот народ им го направи на другите народи, како одговор на тоа злосторство доби друго злосторство. Вратка, што викаат. Мажите беа или убивани, или под стрес и никогаш немаат деца, а преку 8 милиони бебиња родени во периодот од 45 до 48 година беа со изменета генетика англосаксонска или руска. Тоа го прави злото, враќа со друго зло. Многу лош пример на тоа е. Германскиот народ од чистата раса на Хитлер, нели како ужасна идеја беше, тоа стана една од најмешаните раси во Европа, сигурно. А може и во светот. За која е пак крив господин Адолф. Така и со нашиве предавници ќе биде. Нешто као кармата ќе ги најде. Ја викам подобро да ги затворат и да им ги одземат парите, отколку да ни ги дадат да ги пучиме. Наебење се навикнати од странциве, ние може, мушки ќе го издржат, ние може да ги напучиме малку, така поселски. И да се фалат, после да ви кажам, јеби га, македончени на Господ не му простува. Абе, каква прочка, какви бакрачи, ќе ве напучиме! Си размислувам денојве што црна чума се зададе што не ги исели младиви од држава. Дали тоа е убавината на живењето во европскава вукојебина на таче? Дали е тоа влегувањето на Западот од страна на УЧК од Западна Македонија? Дали тоа е бугарската упорност да ни го вкара българскиот происход? Или кварни беа нешто тоа српските вакцини што ни ги ушикаа гратис кога се потепавме да одиме на тоа пелц турист викендот у Врање? Не можам да доакам која убавина не остаи тука нас малцинството без пари и пасоши, без име и презиме, без јазик, без бор, а и пломбите стари веќе почнаа да ни паѓаат, а пари за нови нема. Кој тоа не проколна, кој тоа ни фрли клетва зајак да не предаде, Чурка да ни биде премиер, Орел Джигерите да ни ги зеде, дупли Орел, нели, ко дупли близнак, Мунгос да ни биде председател, а и Квиско, а ние наместо да бидеме лавови, да си траеме ко овци стрижени, додека не стрижат и бричата наскоро ке ни го тргнат и сатарот, зашто ако подостариме уште малце нема да може од нас ни компир манџа или такозвана јанија да се направи. Ние останавме држава на старци, вампири, пензионери, врколаци, или како веќе сакате наречете ги овие зомбиве што секој ден тумараат на релација Кам Стокомак. Остана најголемите љубители на лажгите на Заев и 40-те разбойници, тие кои слепо му веруваат додека тој и неговите лапа милиони, а тие мацка, лукче и солца и му се радуваа на секој пара лажа што ќе им ја продадеше
на вториот дневник, бидејќи се тупави и не знаат да отворат интернет и да видат што е вистината. Ео тие вампирчичи станавме бивша Југословенска република гериатрија. Држава на болни пензионери на кои не им беа доволни пензиите и бесплатните бањи на грујо, туку се искинаа да го донесат на власт Муртинезерот за да им ја укине радиодифузната такса. За да потоа и нив и нас не укине комплет. Туто комплето. Туто. Прво, од правото на живот со короната и неговото тендер здравство, па до укинување на државата, народот, името кој потполно ги предаде на ДУИ и нивните експерти за земање на се што е туѓо на 1001 начин. Не ми треба статистика да ми каже колку млади се оцелиле, ама доволно